Па се прошетам малце до дежаву денес. Зана и Гого веќе 20 години се среќни во својот избор. Сосвим случајно кај што искачав во град, тогаш има фамилијно место излага во Класик, во трговски центар, таму идевме сите фудбалери, спортисти, све. Тоа беше љубов на прв поглед. Ми се засвиѓа, разменивме телефони. Воопшто не размислав за верската припадност. Битно ми беше да е чесен, убав како што е, искрен. Нова година заедно славевме, 98 према 99 и така тргна. Тие се типичен пример на она што значи мешан брак. Нивната љубовна приказна не барала процес на конвертирање или промена на верската определба. Зана ја задржала својата верба во исламот. Ја немам навика под рака да идам ова. Гого останал доследен на традицијата на православното семејство. Бадник се слави. Знам дека треба лепче да се спрема, дека се става постно јадење на масата, за Великден или јајца. Бајрам кога ќе дојде се спрема баклава, да се одбележи денот, сепак и мајка ми си има тоа, жена ми. Доаѓаат гости, пријатели, кој сака да дојде, има и баклава, као што е редот. Мешаните бракови на овие простори се реалност со години, но сепак тие се уште се табу тема за ова денешно општество. И опчеви го поминале речиси идентичниот процес како и најголемиот број вакви случаи. Најголемиот проблем е кога најблиските, пријателите, средината ќе дознае за забранетата љубов. Ние кога се запознавме, кога тргнавме, знаевме дека ќе има проблеми. Моите први не знаеа, после дозна и нормално беа против нашиот брак. Више немаше каде, немаше што да се криеме, дознаа незините. Не ради тоа што е Гого Јовчев, не како особа, не како семејство, туку само ради тоа што е православен. Не ни дозволија. 2-3 месеца ја однесоа во Џаковица после војната, не одвоја да не бидеме заедно. И после 3 месеци се вратив. Он беше тогаш со репрезентација, му се јавив, отидов кај него и побегнав ни двајцата. Но времето лечи се, а плодот на искрената љубов е најсилната причина за разбивање на сите предрасуди. Знаев дека до тоа ќе дојаве, спремен на тоа. Јас сум растел со многу албанци, другари, пријатели, знам како иде. Знам дека е тешко, дека многу се ретки тие бракови, македонец да земе албанка, дури на прстија се набројат. А од негова страна немавме никаков проблем. Од првиот ден бев прифатена. Ја рачунав време да помине. Време да помине, зашто времето лечи све. За семејството на Зана ова било прво вакво искуство, што веројатно било и основната причина за револтот. Гого го немал тој проблем, бидејќи процесот на рушење на предрасудите го направил неговиот татко, кој денеска со многу емоции зборува за неговата љубовна приказна. Дури сега вака се ми горе одека од душата и од срцето. Многу сме мотивирани. Дека е болно. Таткото мој само единствено он беше против и јас се решив, си ја регистрирав. Во матично кога отидовме, матичарот вика каде е татко ти? Пошто татко ми беше познат човек во градот. Праша каде, викам, се женам без да знае никој. Он го спочитува тоа 7 дена. После 7 дена се сретнал со татко ми. Перо Аланака ти е Гоце земал најубава жена у Скопје. И татко ми доживел шток. 7 дена од соба не искочи, пропуши цигари по стари години. Година и пол не влегов кај него дома. Жана, неговата сопруга, со која и денеска живеат, била исто така дете на мешан брак, од родители муслиман и католик. Си живееме сите заедно со незините. Они беа 7 души, јас 8, па ни се роди Даниела 9. Пуна куќа во соба и кујна. После година и пол, отидов да ја посета мајка ми, живееме 100 метра
едни од други. Татко ми тогаш требаше да биде во социјалистички на работа, караше градска болница. А меѓутоа тој ден не отишол, му било нешто така. Де се осекал добро. И Даниела трчајќи у соба, и од тамо слушам, плаче некој. Сериозен човек плаче. И ме викна татко ми. И тога се смиривме за 2 минути. Се испоплакавме, како што била. Утредента ме викна дома кај него, ми даде ключеви од стан, во кисела вода, каде што се родија Гого и малата Кристина. Зана ја гледа како свое дете. И јас ми изненаден, кога Гого донесе Албанка во куќата, а ние ја прифатиме како да е кралица Елизабета. Така ја примивме во куќата. Она не осетила како јас и како супругата моја. Зана и Гого ја живеат приказната на љубовта и не робуваат на општествените предрасуди. Мене не ми смета ниедна вера, ја почитувам секоја вера, како што сакам и да почитуват и мојата вера. Луѓето ги делам само на добри и на лоши. Да, имам доста пријателки, дури можам да кажам дека повеќето ми се православни пријателки, исто не ги делам луѓето на верска припадност, дали се муслимани, дали се христијани, православни, католици. Нивната искреност дополнително ги прави силни што и покрај табуата за ова сакаат изборуваат отворено, што е редок пример.